Подмачкај се со Алгасан и ослободи го движењето. Последно се приклучи на подготовките, при крај се завршените припреми за настапот на Европското првенство во 2024. Натпреварот со Грција убаво да се заврши со победа пред македонската публика. Утре имате уште еден контролен натпревар. Еве твој коментар за овој процес до Европското првенство. Да, јас се приклучив малце покасно од другите. Во Стара Пазова одработивме добри 8-9 дена. Беше доста напорно, но нормално. Потребен е таков припремен период. Одигравме и една утакмица против Црна Гора. Два пати меѓу нас. Како и ова, така и таа против Црна Гора ја добивме. Денешната утакмица почнавме малце лошо, можеби во гарч, но потоа се вративме, одигравме солидни, добри. Последни 10 минути од првото полувреме, кај што успеавме да го преземеме водството. Второто полувреме го почнавме одлично, направивме разлика од 6-7 голови, имавме и напад плюс, но грците докажа дека не се толку слаба репрезентација, дека се добра, има добри играчи, доста квалитетни. Не за џабе се на Европското првенство. Видовме последните 2-3 такмици против Словачка, добија убедливо, против Романија исто така водеа по поголемиот дел од надпреварот и покажа дека заслужено се на првенството. Имаме што да менуваме, се уште е нормално, малце сме тешки, малце можеби малку уморни, но имаме доволно време да консолидираме некои грешки да ги поправиме. За разлика од светското првенство, овој пат во стручниот штаб имате интернационално засилување на голманската позиција, односно тренерот на голманите. Што треба тоа да донесе за вас? Па и со Ица работевме доста добро, имавме одлична соработка, исто и сега со Нино, така да мислам дека и претходно и сега е на добро ниво. Каде ја гледаш Македонија на крајот на првенството? Ќе одиме утакмица по утакмица, знаеме со кој играме, знаеме дека ги имаме најголемите фаворити, но нема да се откажеме туку така. Ќе пробаме да изиграме, да дадеме свој максимум, па све е можно.